Пациентите од Југоисточна Македонија на кои им е потребно снимање и поставување стентови во крвните садови нема да се праќаат во Скопје. Истите овие кардиоваскуларни интервенции се вршат и во Струмица. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска го предаде во употреба Центарот за интервентна кардиологија, каде што е инсталиран современ ангиограф вреден околу 1 милион евра од програмата за набавка на нова медицинска опрема. 12 јануари ќе се запише во историјата на Струмица, во здравствената историја на Струмица, како ден кога се отпочна со интервентна кардиологија и во општата болница во Струмица. На тој ден беа изведени првите две интервенции од областа на интервентната кардиологија. Беа спасени 2 живота, едниот млад, 71 годиште, роден, и на тој начин Струмица се вброи во центрите во Република Македонија каде што се дава оваа исклучително значајна и сложена здравствена услуга, односно се вброи во болниците каде што има интервентна кардиологија. Европските стандарди говорат дека треба да има на 200.000 жители еден ангиограф. Ова значи дека со отварањето на овој центар во Струмица за интервентна кардиологија ние го остваривме или го реализиравме највисокиот европски стандард, а тоа е да имаме ангиограф на секој 200.000 жители. Имајќи предвид дека во Македонија ова е 10-ти ангиограф кој што се инсталира и се става во функција, а 11-тиот ангиограф е во процедура на инсталација. Македонскиот тим од кардиолози, предводен од доктор Александар Алексич од Земун, Србија, работат во Струмичкиот центар каде овие денови беа извршени првите 2 кардиоваскуларни интервенции. Според министерот Тодоров, во земјава веќе се инсталирани 10 ангиографи и како држава го задоволува европскиот стандард за покриеност на пациентите на ваков тип на апарати. Добивме една епохална шанса да влеземе во болниците на многу повисоко ниво од нашата, споредено со клинички болници Штип, Тетово, Битола и клиника за кардиологија во Скопје. Мислам дека ќе го оправдаме потполно довербата, се работи за комплексен проект. Од почетокот до реализацијата ни требаше временски период од околу 2 години, комплетно да ги задоволиме сите светски здравствени стандарди за да почнеме и да гарантираме сигурност на нашите пациенти. Светот страда од косечот на животи, кардиоваскуларните заболувања, ако порано 5-та или 6-та деценија беа границата кога луѓето добиваа индици, сега границата се спушта дури и на 20 годишна возраст.